Ви благодарам, почитуван председател на Комисијата за економски прашање, почитувани пратеници, почитуван заменик председател за економски прашања, доктор Анџушев, представници на владата, представници од кабинетот на вице-премиерот, представници на медиуми. Денеска имам задоволство пред вас да представам законот за финансиска поддршка на инвестиции, кој што го изготвивме заедно со економската екипа на владата на Република Македонија од основањето на овој владен состав од септември и наваму. И ние го изготвивме од економскиот планот на економски развој еден закон што компаниите да имат можност на транспарентен начин и на предвидлив начин да знаат што нуди Република Македонија во однос на инвестициите, можните инвестиции кои што ги имат, што ги планираат да ги прават во Република Македонија. Како што истакнав и претходно, планот за економски развој е составен од три столба. Првиот столб е поддршка на инвестиции, вториот столб е поддршка на конкурентноста, како и третиот столб е поддршка на развој на малите и средните предпријатија. Со овој закон што го представуваме пред вас денеска, се воведува правна рамка за формализација на поддршката и имплементација на мерките од планот за економски раст за првите двата столба, односно за столбот поддршка на инвестиции, како и за зајакнување на конкурентноста, кој што е вториот столб во рамките на овој план. Сакам да појаснам заради јавноста и заради вас како пратеници во однос на третиот столб кој што се однесува на поддршка, финансиската поддршка на малите и средните предпријатија. Ние како влада во соработка со канцеларијата на заменик министерот одлучивме овој столб да го инкорпорираме во програма кој што ќе се спроведе преку иновацијскиот фонд и технолошкиот развој. Со предлог законот се врши поддршка на предпријатија за развој, односно ние очекуваме и намалување на бројот на невработеноста, да се зајакне конкурентноста, да се зголеми соработката помеѓу компаниите од земјата и странските компании внатре во Република Македонија, како и зголемување на, односно истовремено да помогнеме на домашните компании и странските компании. Што содржува законот за финансиска помош. Кои се мерките кои што ги содржи овој закон? Една од мерките е и поддршката на новите вработувања. Со ова мерка, која што е во рамките на првиот столб, ние предвидуваме секоја компанија која што ќе инвестира во Република Македонија, односно отвора нови работни места, но тие нови работни места се плаќаат 50% над минималната плата, која што е 12.000 денари, да се поддржуваат од страна на владата во рамките на овој закон со 20% од нето платата кои што ќе бидат платени за секое вработување. Доколку една компанија дава нето плата од 18.000 денари, тоа ќе биде поддржано со 20% од страна на владата на Република Македонија. Друга мерка која што се предвидува во овој закон е и поддршката на воведување и унапредување на соработката со набавувачите од Република Македонија. Ова вреди воглавно за постоечките компании, како и за компаниите кои што ќе решат да инвестираат во слободните економски зони, односно во технолошките индустријски
зони во Република Македонија и кои ќе соработуваат, односно ќе ја зголема соработката со домашните компании на Република Македонија. Истовремено, една друга мерка која што е во рамките на овој закон е и поддршката на воведување на организационите форми за технолошки развој и истражување. Сите компании, било тие домашни или странски компании кои што ќе решат во Република Македонија да ги отворат нивните центри за истражување, односно за технолошки развој, ќе бидат поддржани дополнително од страна на владата на Република Македонија. Имајќи го в предвид дека е разговарано и во минатото и во текот и кога беше презентиран и планот за економски развој, дека владата нема да ги поддржи странските инвестиции, имајќи го в предвид и владината програма од ова коалиција, која што е посветена за да ги помогне за странските инвестиции и домашните инвестиции на транспарентен начин, ние сме предвиделе и посебна мерка која што е во овој закон, која се нарекува поддршка на инвестициони проекти од посебен економски интерес за Република Македонија. Тука сакам да истакнам дека ние како влада, разговарајќи со координација со сите економски стопански комори во Република Македонија, при изготвување на овој закон, ние сме одлучиле во овој закон да се бидат офатени нашите сограѓани кои привремено престојат или работат надвор од земјата. На овој начин ние мислиме нашите млади луѓе кои мислат дека имаат подобра иднина надвор од земјата да престојуват во Република Македонија, нивните идеи да ги развијат во нашата земја, но истовремено и тие наши сограѓани кои моментално или во минатото создаделе свој капитал надвор од земјата, ние дополнително ќе ги поддржиме како влада со 10% од овие мерки. Значи, секоја компанија, односно секој граѓанин на Република Македонија кој што ќе одлучи да се врати во Република Македонија и да инвестира, ние како влада во рамките на овој закон сме предвиделе таквите инвестиции да ги поддржиме финансиски со 10% дополнително тоа што е предвидено во другите мерки. Во однос на вториот столб, која што се однесува на финансиската поддршка на конкурентноста, ние како влада со овој закон сме предлагале да ги поддржиме зголемувањето на конкурентноста во пазарот и сите компании кои што ќе ја зголемат својата конкурентност ќе бидат поддржани дополнително од страна на владата на Република Македонија. Значи, исто така сакам да го истакнам и фактот и постапките кои треба да бидат следени од страна на компаниите и потенцијалните инвеститори кои ќе имат свој интерес да инвестираат во Република Македонија. Со овој закон се предвидува апликациите на сите заинтересирани да аплицираните треба да бидат доставени до два институции. За инвестиционите проекти кои ќе бидат во технолошките и индустријски зони, таквите апликации треба да бидат доставени до Дирекцијата за технолошки и индустријски зони. За сите инвестиции или инвестициони проекти кои ќе се надвор од слободните економски зони, нивните апликации треба да бидат доставени до Агенцијата за инвестиции и поддршка на извозот на Република Македонија. Воедно да бидеме и потранспарентни, да имаме една контрола каде нема да има дискриминација кон компаниите. Заедно со работната група ние сме предвиделе и една комисија во рамките на владата за евалуација на таквите апликации.
Значи, членовите кои ќе бидат од канцеларијата на вице-премиерот за економски прашања, доктор Ангушев, ќе има и членови од кабинетот на министрите без ресор, кои ќе се за привлекување на странски инвестиции, ќе има и членови од Министерството за економија, Министерството за финансии, како и членови од Дирекцијата на слободните економски зони, како и Агенцијата за инвестиции и промоција на експортот, односно извозот. Воедно сакам да ве информирам дека со овој закон се предвидува право за потпишување на договор со потенцијалните инвеститори, односно со тие кои ќе добиваат финансиска поддршка во рамките на овој закон, ќе имат вице-премиерот за економски прашања на Република Македонија, министерот за економија, безресорните министри за привлекување на странски инвестиции, директорот на дирекцијата за технолошки индустријски зони, како и директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот. За крај, јас сакал да ве запознам вас дека ние овој закон го изготвивме во соработка со сите стопански комори, со разни експерти и денеска овој закон го представуваме пред вас и бараме ваша поддршка. Овој закон што колку што е можно побрзо да ги помине собраниските постапки, домашните компании и потенцијалните инвеститори за кои ние сме запознаени. Ние како влада сме подпишале 10 договори со нови инвеститори, да може да ги користат истите мерки. Ве благодарам многу.